Почитувани гевгеличани, денешният наш прес е реакция на пресот на општина Гевгелија од 3.10.2014 година, во која повторно имавме прилика да слушнеме за успесите на градоначалникот, ама не добивме ни еден конкретен одговор на поставените прашања. Господо од власта, вие не сте научени да бидете критикувани за вашето работење. Вие живеете во свет во кој се е мед и млеко. Свет кој е далеко од реалноста во која живеат најголем број од нашите сограѓани. И да се разбереме, ние сме одговорна политичка партија, па нашите критики за сите ваши штетни политики ќе продолжат и понатаму. Ви се допаѓало тоа вам или не? Ако за вас изнесувањето на аргументи за вашето лошо работење е турлитава, како што велите, треба да се замислите во колку области кои вие ги менеджирате ја имате сгрешена работата. Но за жал, на ниедно наше прашање не чувме конкретни одговори и рокови, а се фалите насекаде дека вашето работење е со прецизни рокови. Рокови досега не чувме. А за да ви појасниме што е турлитава, тоа е она што вашите министри го направија во здравството, образованието, земјоделието, културата, финансиите, новинарството, со еден збор од целата држава направија турлитава. На вашиот прес цитирате дека сме кажале за чудењето на општинската администрација од каде градоначалникот наоѓа пари. Ние стоиме зад изјавата, ама не ја спомнавме општинската администрација, туку вашите советници од ВМРО ДПМН. И ве молам да не се служите со трикови. Демек, вие сте душегрижниците на општинската администрација. Таму работат честни луѓе, кои професионално си ја вршат работата. Тие не се таму, ни за вас, ни за нас. Тие работат во интерес на сите граѓани на општина Гевгелија. Околу сметките за вода по населените места, испорачени од комуналец Гевгелија, со вашиот коментар повторно ја сгрешивте работата. Ние знаеме дека цената за потрошена вода е иста за сите домакинства, но прашањето беше околу висината на ѓубретарината. Да ви појасниме, граѓаните од град Гевгелија плаќаат за ѓубретарината за услуга која им е врши комуналец на начин што еднаш неделно им ги собира со возилото сметот од дворовите. Во населените места луѓето сами го носат до најблиските контейнери, некој и пешачејки до 200 метра, а за исти пари различен вид на услуга. Во тоа е проблемот. Или за вас тоа не е проблем? Битно е да се полни касата на комуналец. Околу тендерите. За вас е најбитно да се одело на јавна лицитација. Постапката била транспарентна. И тука ли завршува, господо, од власта вашата одговорност? Ами што е со квалитетот на градбата? Не може да се фрлат еден куп општински пари за крови, санации на објекти, кои вие ги прикажувате како ваша успешна приказна, а на првиот поголем ветер или дожд, истите да летаат или прокиснуваат. Па после се чудите зошто сме прашувале. За некои работи некој мора да понесе одговорност. Околу прашањето за општински пари за време на изборите, вие колку и да се трудите да докажете дека вашите активности биле според програмите од буџетот, сепак не е така. Засилено трошевте за време на изборите и во функција на изборите, а дека е тоа така, ви уште еден аргумент. Со решение за распределување на дел од средствата на буџет на општина Гевгелија за 2014 година, само во месеците март и април имате исплатено 3.320.000 денари или околу 55.000 евра на разни здруженија на граѓани. И ова ли е случајно? А ги објавивте во службен гласник број 9 од 1.7.2014 година, 3 месеци покасно, демек помина изборите, се е транспарентно. И уште нешто. Ме оценивте мене лично за моите економски познавања, демек сум паднал на испитот. Ваше право. Сите ние сме на оценка пред граѓаните со нашите активности и познавања. Белки ова не е екстерно тестирање на високото образование од надворешни евалуатори. Но во ред, прифаќајќи повторно да бидам од вас оценет, ќе ви кажам дека според моето скромно економско познавање очекувам ребаланс на буџетот на општина Гевгелија до средина на месец ноември. И тоа ребаланс
во надолна линија, во која вкупниот буџет ќе биде намален, а најмногу ќе бидат намалени програмите за локални патишта и улици и програмата за градежно уредување на земјиштето. Ама тогаш да не се вадите со криза во Европа и во светот, или битно е летвата да биде високо поставена. И за на крај, мора да ви признаеме дека дел од се оно што изнесовте во вашиот прес, заедно се служуваме со вас. Велите дека ова се тешки времиња, ама за кого? Не ке да е баш за сите. Читајќи го последниот број на неделникот Фокус, излегува дека и во овие тешки времиња некој добро живее, се разбира ако му е за верување на новинарот на текстот. Па после сите ние ќе се чудиме зошто вашиот советник од ВМРО ДПМН на последната седница на Совет го запраша командирот на полициската станица во Гевгелија. Дали има подземна мафија што ја растура Гевгелија? Навистина, има или нема? Благодарам.